هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah išprevljeft, jazakallah khair. Kamo sreća da su sve džematlije kao ti, brate, barakallah fik. Браќа, пред 2 недели зборевме за важноста или за познавањето на есбабу нузул, или повод на објава на одредени ајети или сури. И ви зборев малку за важноста на познавањето кои сури се објавени во Мека, кои сури се објавени во Медина. И се обидов малку да ви појаснам зошто е важно да се знае тој детал. Зошто е важно да се знае тој момент. Бидејќи ние муслиманите денеска на голема жалост, значи страдаме од големи, расколи, несогласувања, меѓусебни проблеми, непочитување. Не знам дали некогаш во историјата дошло до оваков степен, мада и во историјата на исламот имало овакви проблеми кои што ги предизвикувале сектите, дури предизвикувале и војни. Еве и денеска токму такви секти и војни предизвикуваат и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што Куранот и сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем не се изучува периодично. Не се изучува етапно, онака како што му е објавен на Расул салаллаху алейхи ве селем. Значи има правило во тефсирската наука дека Куранот му е објавуван на Расул алейхи салату ве селам, велат мунеджема. Значи во етапи, во зависност од ситуацијата во која што се наоѓа заедницата, Аллах субханаху ва таала му објавува Куран на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Да, Куранот е пред се книга која го третира ахиретскиот живот. Куранот е книга која го третира и стриктно се бави со иманот во Аллах субханаху ва таала, а главната поента на иманот кај секој човек е верувањето во проживувањето. Или има еден така стручен термин, може би не ве интересира, ама да го знаете, тоа се вика есхатологија. Значи тоа проживување или баат, или нушур, или хашр, тоа го викат, браќа, есхатологија или проживување. Така го нарекле есхатологија, затоа што науката или акидата за проживувањето на судниот ден не е новост со која дошол исламот. Не е тоа нешто ново, некоја новотарија со која што исламот им се обратил на луѓето. Напротив, тоа е стара работа, стара догма или акида или верување кое што Господарот субханаху ва таала го објавувал и пред доаѓањето на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Затоа ни еден од овие умети кои ќе застанат пред Господарот џеле фи ула на судниот ден нема да имаат право да се правдат дека не чуле или не знаеле. Бидејќи Мухамед салаллаху алейхи ве селем тој е хатемул енбија, значи печат на сите Аллахови гласници или веровесници, само го потврдил она со што тие дошле. Нели? И испратене со конечниот закон на Господарот субханаху ва таала, кој што доколку не се испочитува, нели, човекот кој што намерно не го испочитува шеријатот, нели, таквиот нема никаква допирна точка со иманот. Или доколку тој тврди дека е искрен верник и така натаму, а има, значи, збориме за можност. Значи, кога човекот има можност, може, сака и во ситуација и ситуацијата му дозволува да го практикува шеријатот, тој тоа не го прави. Едноставно не сака тоа да го прави,
Таквиот човек нема допирни точки со иманот во Аллах субханаху ва таала. Бидејќи браќа 80% од исламското верување е што законодавството на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала, поврзано со халал, поврзано со харам. Луѓето кога слушаат шеријат мислат веднаш дека шеријатот е само каменување за прелюба, сечење на рака или. Не. Шеријатот ти е што? Аллах субханаху ва таала вели ули кулли минхум джаална шир'атен ва минхаджа, за сите нив, значи верски заедници кои што биле пред исламот, Аллах субханаху ва таала одредили што? Шир'атен ва минхаджа. Значи верски закон и патоказ кој што им укажувал на луѓето како да се придржуваат кон тој верски закон. Затоа велиме шеријатот е што, браќа? Шеријатот е во глобала она што Аллах субханаху ва таала го дозволил и она што Аллах субханаху ва таала го забранил. Во склоп на тие дозволи или забрани влегува казненото право на исламот. Меѓутоа, тоа е сега една друга тема, да не помислите дека зборам за таа тема. Меѓутоа, сакам да истакнам што? Сакам да ја истакнам важноста на познавањето на моментот која сура или кој ајет на кое место и поради каква пригода и ситуација е објавен. Зошто, браќа? Ви реков еднаш. За да овој начин на изучување на Куранот, за да предизвика кај верникот што? Да предизвика кај верникот формирање на една зрела, реална личност, која што ќе биде во состојба да се носи со предизвиците во времето во кое што живее. Што значи тоа? Значи, да знае како да ги препознае фитнелуците. Останало од селефу салех дека учените, алимите или улема ќе ја намирисаат фитната надалеку. Значи, веќе знаат дека се приближува нешто што не е добро за муслиманите. Вика, додека джахилот, човекот кој што не води сметка многу за исламот, а само се удира по гради, нели? Таквиот ќе разбере дека фитната била дури од како таа ќе си замине. Значи, направила катастрофа, раздор внела меѓу муслиманите, дури тогаш джахилот ќе биде свесен, што беше ова? Додека алимот, значи, предупредува пред да се случи таа ситуација. Зошто, браќа? Затоа што многу е важно како муслиманската заедница се развива. Како муслиманската заедница го сваќа Куранот, како го сваќа суннетот. И дали луѓето, гласноговорниците на исламот, на вистина, во прав смисол на зборот, го интерпретираат исламот, сакајки од поединецот на кого му се обраќаат, да направат зрела личност, реална личност. Што значи реална личност, браќа? Да не лета со мозокот, да не се занесува, да не биде премногу попуслив по некои прашања, па после некое време гревовите да ги гледа како нешто најобично. Или да не биде премногу строг и таму каде што не треба, тој да мисли дека ако тој не постои, исламот ќе престане да постои. И после се наметнува себе си, без никакви аргументи од Куранот и Сунетот, и со својот настап предизвикува проблем и раздор меѓу муслиманите. Во тој контекст Ресул алейхи салату ва селам вели: "Хелекел мутенаттиун", пропаднати се тие кои што се натегаат во својот говор. Што значи да се натега човек во својот говор, браќа? Да сака да каже некоја работа, а нема аргумент за неа. Да сака своето мислење да го наметне на другиот, а нема аргумент за тоа свое мислење. И доколку неговиот став не биде прифатен, тој е подготвен што? Со сите да војува, да води војна, да се расправа со сите. Зошто? Неговиот став да биде прифатен од сите, општо прифатен. Што е невозможна работа, браќа. Бидејќи Аллах субханаху ва таала е тој кој што го упатува човека. Нели? Иннеке лен техди мен ахбебте, валакин Аллах јехди мен јаша. Господарот му вели на Расул салаллаху алейхи ва селем, после она негова голема
загриженост, зошто луѓето масовно не го прифаќаат исламот или зошто барем неговите најблиски, како што бил Ебу Талиб, не го прифаќаат исламот, Господарот му објавува, ти навистина нема да ги упатиш на Аллаховиот пат тие кои што ти сакаш да бидат упатени. Значи ова браќа, како го разбирате ајетот? Некои луѓе овој ајет, поголем дел од луѓето, кои што не знаат да го читат Куранот, не на арапски, кога велам не знаат да го читат Куранот, не знаат да го разбираат, кога ќе слушнат ваков ајет, иннеке лен техди мен ахбебте, ти навистина никогаш нема да бидеш во состојба да упатиш некого кого сакаш, туку Аллах ќе упати, ќе го упати. Нели? Они мислат дека што? Мислат дека овој ајет е, зашто? Овој ајет е само потврда дека Мухамед алейхи салату веселам нема никаков удел во упатата на луѓето. Да, тоа е едно од значењето. Нели? Меѓутоа не е тоа смислата на овој ајет. Смислата на тој ајет кој е? Смислата на овој ајет е едукација на личноста на пегамберот салаллаху алейхи веселем во смисла на Божја објава. Значи, кога велиме едукација на личноста на Ресул алейхи селам, не сме ова да се употребува никогаш, освен ако се додаде во смисла на Божја објава. Значи, возвишениот Господар субхану ва таала на Ресул алейхи салату веселам како пегамбер го воспитува низ призмата на неговиот збор. И Ресул алейхи салату веселам тоа ни го пренесува. Значи, ова е акида, ова е верување. Со ова нема играње. Затоа велиме дека тоа е се шеријат. И доколку луѓето обрнат внимание за кој период се работи, дали е мекански или медински период, дали ајетите се објавени во време кога Ресул алейхи салату веселам бил на пат, или се објавени во време на джихад, или се објавени во време на мир и нели договор со немуслиманите. Нели? Значи важно е да се знае зошто, за да верникот знае како да постапува во одредени ситуации. Ибн Тајмија рахметуллахи алеј, значи во 12-тиот том од неговото феноменално капитално дело Меđму'ул Фетава или во превод енциклопедија на верски децизии, тоест збирка на фетви. Нели? Вели во 12-тиот том, вели дека забрането им е на муслиманите кои што живеат обкружени со немуслимани и живеат во подрачје каде што не се суди со шеријат. Забрането им е, вика, немуслиманите да ги вреѓаат, да ги провоцираат и да ги предизвикуваат на судири. Доколку немуслиманите, тоест кафирите, што не испојуваат непријателство кон муслиманите. Значи, тоа е што? Значи, се води грижа за заедницата на муслиманите. А не, како што некој мисли дека може да прави каде сака, што сака и како сака и кога сака. И себе си и сите останати други да ги доведува во опасност. А да нема никаква потврда во сунетот на Ресул алейхи салату веселам за такво нешто, или да нема став на улемата, посебно од денес во овие тешки времења. Нели? Од една страна. Значи, од друга страна, велиме зошто е важно да се знае кој е период, каде и така натаму. Рековме, за да муслиманот знае како да се постави во одредени ситуации. Ти кога е Рамазан, првиот ден, почеток на Рамазан, пример, нема да збориш за хадж, нели? Ќе збориш за што? Рамазан, Аллахова милост. Или се спремаш да одиш на хадж и, брат, што се однесува до Рамазан, брате, знаеш теравија? Аллах памет да ти даде, ла хауле ва ла куввете илля билlah. Теравија остаја, има 10 месеци до теравија. Нели? Затоа останало, дури од селефу салих, некои дури го сметаат за некакво фикско правило, не сум сигурен дека е фикско правило, попрво ќе биде дека е изјава на некој паметен човек, муслиман од генерацијата на селефу салих, или кулли мекалин мекам. Значи, секој збор си има своје место. Значи, секој збор има своје место, тоест, секоја дискусија има, што браќа? Секоја дискусија има своје време.
Не можеш ти сега настапува јација намаз, не ти е јасно како да клањаш јација, а ти, брат, мене не ми е јасно како се клања јација, ама првин ќе ми објасниш зошто не смеам да клањам 2 реката после фарзот на икиндија. Одлучи се, сега сакаш за тие 2 реката да збориме или за јација да збориме. Нели? Зошто? Човекот да може подобро да ги разбере тие проблеми, да созре како верска личност, браќа. Бидејќи ти, ако си созреан како верска личност, ти си даија, значи ти повикуваш во Аллаховата вера. Значи ти си тој кој што им го појаснуваш динот на луѓето. Нели? И да видат дека динот ниту е тежок, ниту е компликуван, разбираш, ниту е плодна идејата на нечи идиотизам и на нечија глупост. Туку што луѓето кога ќе го слушнат говорот, кога ќе видат мудрост кај човека, да видат дека е тоа плод на Аллаховиот збор. Како што бил Ресул алейхи салату веселам, и затоа го препознавале. Отворал уста, више готово, крај. Ова е вистина. Дури понекогаш не морал ни уста да отвора. Салалаху алейхи веселам. Само би го виделе и се би им било јасно. Како случајот со Абдулла ибн Селам, ви го зборев неколку пати порано. Евреј кој што го примил исламот, нели? Голем еврејски верски авторитет, рабин, или денеска како ги викаат теолози. Нели? Оџа теолог. Кога го видел Ресул алейхи салату веселам, веднаш му било јасно. Значи не го слушнал како збори, вика, само сака, вика, да му го видам лицето, вика. Значи бил атрактивна појава Ресул алейхи салату веселам. Значи сите збореле за него. Значи тој бил во центарот на интересот. Верникот таков треба да биде, браќа. Луѓето да збора за него. Тој да биде во центарот на интересот. И кога ќе збори луѓето, едва да дочекаат да слушаш нешто убаво од него. Нели? А не денеска гледаш брат машала има брада и све, разбираш, ама кога збори он псуе. Кога збори он уговара. Кога збори целиот свет му се непријатели, ла хауле ва ла куввете илла билlah. И после се чудиме ако до пред 10 години машала во Скопје била ситуација многу убава, денеска не е таква. Па не е таква. Затоа што овој дин не се живее од денес до утре, овој дин се живее до смртта, браќа. И човек треба да биде стрплив во верата на Господарот субханаху ва таала. Затоа велам дека е многу важно да се научи периодот на објава, кога, каде, зошто, за да верникот знае како да постапува. Затоа велиме дека во Мека е објавен што? Е објавен поголем дел на сурињата кои што се поврзани со верата или иманот, или акидето во Аллах субханаху ва таала. Таква била пригодата. Тоа бил еден судир помеѓу ново објавена вера, која што арапите за прв пат ја слушаат. Куранот има многу силен јазик, значи голем впечаток му остава на човека, срцето и душата кога го слушаш Куранот се распаѓаат. Или ќе го прифатат исламот, или волијаду билlah ќе се распадне од куфр, па ќе го замрази исламот. Меѓутоа, како и да е, Куранот е Аллахов збор и кога му се обраќа на човека, никој од луѓето не може да остане ладнокрвен, браќа. И тоа е убавината, тоа е вистинитоста на Куранот за која што Господарот субханаху ва таала збори во Куранот. Нели? Господарот субханаху ва таала збори за тоа чудо во Куранот. И самиот Куран како Куран е муъџиза, чудо, и никого не може да остави без коментар. И затоа велам дека доколку човекот знае да ги распореди тие приоритети или што е она на што треба да му даде предност, од таквиот човек ќе видиме хајр. Од таквиот човек ќе видиме мудрост. Значи, таквиот човек нема да биде идиот. Нема да биде глупандер. Нели? Туку ќе биде плоден верник кој што ќе навистина ќе го шири Аллаховиот збор онако како што е наредено во Куранот и ќе биде што? И ќе биде светилка другите да ги повикува во милоста на Господарот Аллах субханаху ва таала. Замислете во Медина, во Мека да бил објавен ајетот за сечење на рака на крадец.
не би имало никаква смисла, браќа. Нема смисла, луѓето уште не го познаваат динот. Фаза на објавување. И никој не би бил во состојба тоа да го прифати, Аллахуме, освен мал број на асхаби кои што веќе тоа е гајб, не го знаеме. Нели? Додека во Медина заедницата созреала, луѓето знаеле што сакаат, нели, од животот. Буквално, бидејќи голем дел од муслиманите денес и не знаат што сакаат од животот. Ке остарат, ке влезат во 40 во 50 години, дури тогаш нешто почнува така да им се појаснува нешто. А каде е младоста? Младоста која што треба да се употреби за да се жртвува за Аллаховиот дин. Значи таа младост, таа памет која што треба да се жртвува што за да се воздигне Аллаховата вера. Туку што ни доаѓаат после луѓе во 40, 50, 60 години, нели? И тоа е хајр, машала, за нив. Значи и тоа е добро. И да се покајат и во тоа време, и тоа е добро. Меѓутоа е проблемот што не може да разберат работи, а после си даваат за право да земат учество во решавање на големи проблеми на муслиманите. И тоа Ресул алейхи салату веселам го вели. Дека ќе дојде време кога на оној измамникот ќе велат за него, машала, овој човекот да е манет, овој дај му брат и не се кире. Он измамник, лажов обичен. А овој кој што ја збори вистината, се труди, се отепал више за таа вистина, за да каже, и чувај се, овој матене така, овој не е чист. Па идиот е еден. Ме разбирате, браќа? И ќе се појават руајбида, ајде, готово. Тоа се тие руајбида. Раджулун тафихун јентику фи амрил аме, човек кој што нема ни мозок, ни памет, ни не знае ни да анализира, ни ништо не знае. Не знае да гледа што муслиманите може да им се случи утре, или денеска, или не знае историја што се случило вчера, и само ќе каже, вака треба да биде. И ќе ги скара луѓето уште повеќе. Муслиманите уште повеќе ќе се оддалечат. И зошто? Или поради негов идиотизам, или поради што? Дуњалушка корист, тој да профитира. А денеска тоа е многу, многу застапено во лијадобилна. И тоа луѓе со големи бради, машала. Нели? Една од поентите на кој што сакам да обрнам посебно внимание е делот во Меканската објава. Каде што Господарот Джелле фи Ула му објавува на Расул салаллаху алейхи ва селем нешто поради што се спореле мушриците и муслиманите. Што, браќа? Директно се збори за ахиретот. Директно се збори за дженнетот. И директно се збори за таквалукот. Кога Господарот субхану ва таала вели Инна лил муттекине, ба'де ауду биллахи минеш шејтанир раджим, инна лил муттекине мефаза. На вистина тие кои што се плашеле од Аллах, значи се плашеле од неговата казна, нели? Се плашеле, значи од буквално осветата на Господарот субханаху ва таала. Господарот нема потреба да се свети, нели? Меѓутоа тој е азизун дунтикам, тој е мокен осветник. Во кој смисол? Не дека се свети поради тоа што некој му нанел зло, како што чувствува човекот, туку што тоа е негово право Джелле фи Ула, да ги казнува или да ги наградува луѓето. И според она што тој го одредил, во зависност од она што тој го одредил, е однесувањето на луѓето и така тие го заслужуваат или джехеннемот или дженнетот. Ла юс'ал амма јеф'ал. Господарот вели што тој никогаш не се прашува. Значи, никој не може да му постави прашање на Господарот субхану ва таала поради она што тој го прави. Тоа е невозможно. Он е мокен. Силата е кај него Джелле фи Ула. И сега, кога Господарот вели инна лил муттекине мефаза, на вистина, тие кои што се плашеле од Аллах, ќе уживаат во големи радости и успеси. Значи, радост. Значи, радоста е, што браќа? Мефаза во арапскиот јазик значи успех. Нели? Арапите велат, кога сака да кажат за некој дека е добитник на лото или спортска прогноза, го викат алфаиз.
Ево Адем Ефендија се смее. Да не си играл денеска нешто, не дај Боже. Додека овие турците, овие турските чивијаши што работат со каматата ја викаат оној фаиз, или фаиде, или фаиз. Исто така. Разбираш, фаиде или фаиз. Оној кој што, разбираш. Значи, таа мефаза или таа радост е резултат на што, браќа? Резултат е на таквалукот, стравот од Аллах субханаху ва теала. Значи, тој страв од Аллах субханаху ва теала кај човека предизвикал што? Предизвикал радост. А радоста што е? Радост е резултат на што, браќа? Радост на ахиретот е резултат на дуњалучкиот успех. Радост на ахиретот е резултат на дуњалучкиот успех. И тоа е мерило кај верникот. Верникот се мери сами од себе си. Дали е успешен или не, во зависност од она што го прави поради Аллах субханаху ва теала. И кога Господарот им ги објавува овие ајети на асхабите преку својот гласник салаллаху алейхи ва селем, инна лил муттақина мафаза хадаика ва анаба каъсан дихака ва каъсан дихака. На вистина тие кои што се плашеле од Аллах, нив ги чекаат големи радости, успех. Хадаика ва анаба, рајски градини и виногради. Каъсан дихака, преполни пехари со дженетски пијалоци. Во кеваиба етраба, и девојки млади со исти години со набабрени дојки. Сега ви го преведов буквално овој ајет. Бидејќи во преводот, кај да гледате на овие наши простори, освен овој еден преведувач босански, Мухамед Мливо се вика, овие другиве сите преведуваат во пренесено значење. Кеваиб, нели, велат дека се девојки со исти години. Не, кеваиб се девојки, значи хури со набабрени дојки. Ова морам да ви го преведам. Се алудира на нивната постојана младост. Се алудира на тоа дека што? Дека тие никогаш нема да остарат во цветот се на младоста. И дека тие се што? Дека тие се посластицата или аперитивот, нели, на дженетлиите во дженетот. Значи, во кој што тој ќе ужива целиот свој живот. И замислете сега во фаза на проблеми, во фаза на неволи, во фаза на физички прогони, физички бојкот, економски санкции, протерување, затвор, непочитување на основни човекови слободи и ликвидации физички од страна на мушриците на сметка на муслиманите на Мекка, замислете во таа ситуација, Господарот Аллах субханаху ва теала ги теши верниците. Ке имате во дженет радост, ке бидете спасени, ке имате рајски градини, ке имате преубави девојки, млади, нели? Ке имате се она што човек никогаш ниту можел да го замисли, нели, ниту го слушнал, ниту го видел. Ова што е, браќа? Ова е, кога пред малку ви реков, дека важно е ова да се познава за да човекот биде реален. За да човекот биде реален. Има посебна група на непријатели на Аллаховата вера, се викаат ориенталисти. Овие ориенталисти, браќа, одат, го учат Куранот, го учат Суннетот со една цел. Која е целта? Она што го научиле од Исламот, она што го запознале од Суннетот на Ресул алейхи салату веселам, покасно да го критикуваат и на самите муслимани кои што не го познаваат Куранот и Суннетот, да им го прикажуваат дека тоа се обични бајки, дека тоа се обични измислици, дека тоа се приказни со многу контрадикторности и неправилности во себе, и човекот ако не е искрен со Аллах субханаху ва теала ќе ги прифати тие нивни куфрови и тие нивни ширкови. Ме разбирате, браќа?
И во овој контекст, денеска непријателите на исламското верување велат што јавно го исмејуваат исламот. Цртаат карикатури со нашиот пегамбер алейхи салату весселам. Од една страна. Од една страна што? Види ги овие манијациве муслимани. Само се убиваат, само се колат, ни самите не знаат зошто ова го прават. Живеат во своји фантазии. Истото она што го велеле мушриците на Мека на првите муслимани, истото тоа денеска на муслиманите им се вели, браќа. Каде е решението? Решението е во искреното следење на Куранот на Господарот Субханаху ва Теала. И прифаќање на начинот на кој што Ресул алейхи салату веселам тоа ни го протолкувал. Дека на вистина додека е човек искрен со Господарот Субханаху ва Теала, таквиот го чека џеннет. Без оглед на проблеми, без оглед на ситуација, иако си од сите страни напаѓан, иако си од сите страни осудуван, иако од сите страни има телевизиски програми кои ти го перат мозокот 200 на сат, нели, не серии, не емисии, не овака, не онака, нели, не вестници, не ова, не она, значи ти остани глув на сите тие работи, немој да се занимаваш со она што кафирите го велат, туку искрено прифати се кон Аллаховиот дин и секогаш кога ќе ти дојде весвеса од шејтанот, поврзана весвеса со овој дуњалук, а почувствуваш тука дека ќе те оддалечи од патот на Аллах Субханаху ва Теала, утеха побарај во Кур'ан, браќа. Само таму. Има некои луѓе, ќе му дојде некоја фитна ваму таму и ќе бара некој брат малце да збори, да го... И брат ми олесни сега, Аллаху акбар, валлахи шејтан ми дојде. Ви гледаш колку е убаво да се збори со брат со осам. Добро, тоа стои. Значи, тоа е убаво. Човек да збори со својот брат и отворени да бидат еден со друг. Тоа е од суннетот на Ресула алейхи салату весселам. Кафир што е кафир, па знае да се дружи. Ке се избере пријател, цел живот се живее со тој пријател, вакви се. Нели? Колку се добри пријатели, на крај жените ќе си ги менјаваат. Боже сачувај. Нели? Верникот треба да има пријател и треба да биде отворен со него. Меѓутоа, кога збориш, кога се жалиш, жали му се само на Господарот Аллах Субханаху ва Теала. И само од Господарот побарај утеха. Ибн Тајмија вели, секогаш кога ми било тешко, кога не сум знаел да пронајдам решение за некој проблем, кога во душата ми било тесно, вика секогаш сум се навраќал на Куранот и вика заборавав на сите проблеми. Некој сега ќе дое, оđe ја го читав Куранот, ама не заборавив ја на моите проблеми. Па човек не може да заборави ако само така. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, како што вели Аллах Субханаху ва Теала. Има од луѓето кои што Аллах го обожуваат само со јазик, збор. Ако Аллах им даде хајр, итмеенне би, значи го прифаќаат, машала уживат. Ако Аллах Джелешану ги искуша со шер, со зло, нели, е усун канут, веднаш ќе го видиш разочаран, тажен, никаков, насекиран, нерасположен, нели? Значи тоа е резултат кога човек не го обожава Господарот Субханаху ва Теала со срце, туку со јазик. И замислете, после овој говор кога Господарот Субханаху ва Теала вели, на вистина тие кои што се плашеле од Аллах, ќе уживаат во радости и во успеси, ќе имаат рајски градини, ќе имаат виногради, ќе имаат млади девојки, сите ќе бидат на иста возраст, со набабрени дојки, ќе имаат полни пехари на џеннетски пијалок. И Господарот Субханаху ва Теала вели во продолжение: ла јесмеуне фиха легван вала кизаба. Аллаху акбар. Со овој ајет ќе го завршам вечерашно обраќање. Значи, кога Господарот ги набројал џеннетските благодети, а муслиманите се во големи проблеми, замислете ситуација, доаѓа сахабија кај Ресул алейхи салату весселам, ја слуша објавата, слуша што е сега дојдено од небото, а не знае кога ќе излезе од тука, дали ќе преживее, дали некој од мушриците ќе го нападне или што ќе му се случи. Ние не живееме во таков амбиент. Затоа сме на голема жалост далеку од разбирањето на исламот.
Асхабите дошле да научат и се подготвувале секој момент за средба со Господарот субханаху ва таала. И замислете, кога Господарот им го опишал дженнетот во тие неколку ајета, ла јасмеуна фиха легван вала кидаба. Таквите на вистина, значи дженнетлиите, таквите на вистина во дженнетот нема да слушаат ниту празни говори, ниту лаги. Значи се ова што поминало од дуњалукот, овие расправи со кјафириве, нивните напади, нивните увреди, нивните омаловажувања, нели? Сето тоа кај Господарот субханаху ва таала е карактеризирано како што, браќа? Или кедиб, обична лага, која што ќе им се обие на нивната глава, или легав, или еден празен говор од кој нема никаков хаир. Дали тој празен говор бил музика, или бил поезија, или бил вештина на реторика, само луѓето да се збунат, не е важно сега. Нели? Важно е дека во дженнетот Господарот субханаху ва таала им вели на верниците утеха, печат на утехата. Немојте да загрижите ништо. Се ова ќе биде затворено. Ништо више од ова нема да слушате. Ќе уживате во ова. И како тогаш асхабите се чудиме, зошто тогаш, нели, имал и 3 хурми во рацете и Расул алейхиссалам вели додека ги изедеш овие 3 хурми ќе влезеш во дженнет. Ај ги фрла, готово. Поради 3 хурми да чекам да влезам во дженнет, ги фрла хурмите и оди. И оди како шехид. Ме разбирате? Тоа е таа брзина на комуникација со Господарот субханаху ва таала. Ама таа брзина на комуникација е резултат на што? Искреност и искрен иман со Господарот субханаху ва таала. Ва субханака ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху 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 Аллах Аллаху